За министерот Димитров, кој долго не се појавуваше во јавноста после бриселското невиновни се спомениците на ВМРО-ДПМНЕ, ниту збор за личната одговорност. Иако ги убедуваше граѓаните дека ќе добиеме датум, тој не чувствува вина да си поднесе оставка. Одлуката на Европскиот совет ја оцени како грешка и прстот го впери кон опозицијата, чии критики ги нарече политичка дрскост. За жал, поради многу работи кои што немаат до крај врска со Западниот Балкан, проширувањето беше ставено малку како во think-танкови, като викаат, на автопилот. Немаше политичка енергија за проширувањето. Тогаш кога имаше, ние градевме споменици на плоштадот тука околу собранието. Ги испуштивме возовите тогаш кога Европа беше спремна. Опозицијата не сакаше да ги слуша Османи и Димитров. Ја напуштија салата уште пред да се обратат министрите. Милошовски рече дека нема да учествуваат во наместени комисиски расправи, каде наместо оставки и морална одговорност ќе има празни оправдувања. Не се откажа, сигурен сум, и Димитров и Османи, дури и до своите лански изјави за добиениот датум, но нема да се откажат од своите министерски фотели. Значи, ние се поважни од принципот на одговорност за нешто. Затоа, кога имате лажен датум, лажна прослава, следува и лажна отчетност. И Османи како Димитров не чувствува никаква вина. Тоа што се случи во Брисел, рече неправда. Преспанскиот договор, договорот за добрососедство со Болгарија, законот за употреба на јазиците представуваат автентични политички успеси кои создаваат еден нов европски наратив во Балканот. Опозиционерите ќе го чекаат Димитров во Комисијата за надворешна политика. Милошовски, кој председава со истата, му порача да дојде утре, доколку сака реална расправа, аргументи, критика и вистински прашања.